18:30, време за или против. Добар ден, јас сум Бојана Димитриевска-Марковска. 32 години независна, самостојна, суверена Република Македонија. Среќен роден ден, татковино. Почитувани, вечерва за 32 години самостојна, независна и суверена Република Македонија, 32 години од осамостојувањето на државата, разговарам со дипломатот, поранешен амбасадор Ѓорѓи Мисајловски. Добар ден, благодарам што прифативте поканата и што дојдовте во студиото. Благодарам за поканата, посебно во очи на најголемиот македонски национален празник, Денот на независноста. Македонија слави денеска роден ден, 32 години од осамостојувањето. Во изминатите 32 години сите политичари ја повторува истата реченица. Нашата стратешка цел е Европската Унија и НАТО. Влеговме во НАТО, но плативме висока цена. Го променивме името на државата. Оваа држава во овие повеќе од 3 децении е позната по 3 имиња. Далеку сме од Европската Унија, барем како што стојат сега работите. Каде не носи актуелната дипломатија? Пред тоа би сакал да кажем уште една забелешка во врска со националниот празник 8 септември. Го честитам на граѓаните со љубав, али со мало сетна, бидејќи се прашувам дали во целиот овој период членот први од уставот дека Република Македонија е суверена и независна држава. Сметам, за жал, дека има многу елементи кои зборуваат дека ние се уште не сме суверена, целосно независна држава. Многу настани кои се случува во меѓувремено беа под директно влијание на големите сили, големите интеграции, големите влијателни протагонисти на геополитиката, така да скоро сите главни одлуки се донесува толку против нарушување на сувереноста и независноста на нашата држава. Подетално ќе дојдеме и да ги објасниме и некои од тие, а спаѓа во последната што ја кажавте, дека сме држава која до 32 години 3 пати го променила своето име и тоа секогаш под притисок на меѓународната заедница. И условување. Првото условување беше првиот пример за наци 93 година под ФИРОМ, што не значи ништо де факто, и сега ова последно, нормално и дека преспа агримент е исто промена под условување на големите сили, и сега ова бугарите што го барат промена на уставот е исто под влијание на големите сили. Така да не можеме да кажеме дека сме целосно независна и суверена држава. До кога ќе се бориме со оспорувањата од соседите? Уште колку сме спремни да правиме компромиси и отстапки за да ја удоволиме на меѓународната заедница и на останатите? Или време е да се свртиме кон себе си, кон нас внатре? Ние имаме ДНК граден национални за удоволјување на барање од страна. И тога дефинитивно тој ДНК е вечен и тоа трае и секој ден се покажува дека попуштаме на сите тие притисоци кои ги прави меѓународната заедница. Само да кажам дека со цели овие 32 години независност, како е потрошено времето, ми го цитирал Пекич, српскиот познат книжевник и несуден Нобеловец, на негова книга, годините кои ги изедоа скакулците. Во нашата варијанта, годините ги изедоа нашите политички скакулци, за кои очигледно не можеме да најдеме ни едно средство, како се вика тие средства за уништување штеточини, овој случај скакулците. За инсекти. За инсекти, да можеме да на некој начин наездете на тие скакулци кои перманентно ја напаѓаат и угрозуваат токму тоа што го зборим на почетокот, нашата сувереност и независност, предствено од политички причини, а не би исклучил тука дека имат и други интереси
кои не се политички. 32 години независност, споменавме, во овие повеќе од 3 децении постојано ни е оспоруван јазикот, идентитетот, името на државата. До кога ќе се соочуваме со овие оспорувања и она прашање што ви го поставив на почетокот, каде не води актуелната дипломатија? Кога зборуваме за поим дипломатија, често сакам да кажем дека де факто за сите досегашни проблеми што ги имаме на меѓународен план. Крива е, виновна е нашата дипломатија, или морам да кажем неспособна дипломатија, макар што од не знам кои причини, секој министр за надворешни работи ја фали својата дипломатија, служба. Без никакви аргументи, без никако да наведе што е тоа направено со наша заслуга, дипломатска заслуга на дипломатијата на Република Македонија. Напротив, нашата дипломатија е полна со скандали, секојдневни, кои меѓу другото имаат и уништување на македонското национално ткиво. И то не само локалните скакулци, туку и соработка со дипломатија на соседните држави, пред се со кои и ден денеска имаме многу актуелни проблеми, а зборуваме дека Република Македонија има со сите соседи одлични односи. Парадоксално, уклучувајќи и Србија. Парадоксално, со секојдневни докази кои се прикриваат и да го споменеме последниот разговор, телефонски разговор на нашиот министер за надворешни работи со рускиот министер за надворешни работи Лавров. Зашто они можат да разговарат? Каква е тоа вест се чула по телефон? Зашто разговарат? Ние спаѓаме во Русија во категорија на непријателски држави. На рускиот јазик има посоодветен израз недржествени држави. Што може да разговара со Лавров кога ОПСЕ со кој председава Македонија, односно Бујар Османи, за жал у приватна функција, може да разговара на тема ОПСЕ со Лавров. Нема тука тема. Другите скандали кои произлегуваат и во врска со ОПСЕ, сега со градењето, реновирањето на салата, исто и го нарушуваат нашиот статус, а фалењето дека ние председаваме со ОПСЕ, дека е наш дипломатски успех, воопшто не е тачно. Кој знае процедурата, како се станува председавач на ОПСЕ, ќе му биде јасно дека тоа понекогаш е случајно, понекогаш нема кандидат, понекогаш е форсирање, давање на некој начин мотив на таа држава, ајде малце и тука да им помогнеме, да видиме како ќе се покажат. Тоа се единствени причини тука дипломатија. Која дипломатија во ОПСЕ, во нашата мисија, во ОПСЕ, со кој капацитет? Прво не се капацитирани. Друго, со овогодишното председавање, изборот е катастрофален од аспект на професионалци кои го познаваат ОПСЕ. Тие што, да кажеме, добро го познава или доволно го познава, не се во тој тим, а во тимот се некои политичари кои со последната реконструкција ги изгубија своите министерски фотели и сега ги пратили нормално да бидат во рамките на ОПСЕ во едниот во Афганистан, не во Афганистан, во Узбекистан, да го представува ОПСЕ како мониторна служба за мониторинг во тоа држава, што се случува, биде ги знаеме тука на Кавказот, секогаш се бурни настани околу тие кавказски држави. Амбасадоре, кога го менувавме името, односно кога се подпишуваше договорот од Преспа, се одржа референдум во државата и прашањето беше дали сте за Македонија во НАТО и Европската Унија со промена на името и условот беше да се промени името за да станеме членка на НАТО и Европската Унија, но ние денес сме само членка на НАТО. Европската Унија, како што споменав, барем засега се уште не е далечна, тука е проблемот со Бугарија.
но се чини дека и самата Европска Унија има внатрешни проблеми, барем според изјавите кои доаѓаат од европарламентарци, од странски дипломати, од председатели и премиери на други држави, е дека внатре во самата Европска Унија нема големо расположение за проширувањето и дека Европската Унија ќе се фокусира на внатрешните реформи. Што значи ова за нас? Што значи конкретно за Македонија и што доколку ние бугарите ги внесеме во уставот, дали тоа значи дека веднаш ги почнуваме преговорите или сепак Европската Унија ќе почека и ќе се концентрира на самата себе? Ово прашање заслужува една мала подлабока анализа, кусарна анализа. Основна карактеристика на нашата дипломатија цело време е доценење за настаните. Ние за секој настан доцнеме. Почнувајќи од 1991 година, кога почна интеграциони процеси во Источна Европа, со формирањето на Вишеградската четворка, па после тоа со ЦЕФТА, пред тоа со ЕФТА направиме нешто кој беше ЕФТА на издисај, остана со 3 члена, а после тоа Опен Балкан, Европска Унија, ние касниме зад настаните. Нон-стоп сме зад настаните. Не ги предвидуваме. Впрочем, и во прогласувањето на независност на 1991 година Република година ние дочекаме неспремни, неподготвени, без концепт. Само да ви кажам еден пример, мој личен пример. Ја 1991 година бев втор човек во Југословенската амбасада во Виена, министар советник таа функција на која се вика. И на барање на бугарскиот дипломат го примив. На негово барање, тоа беше лето 1991 година, кога веќе во Југославија почна војна во Славонија. И на прашање, обичајно прашање кој дипломатите, што ве интересира, која тема, поради што сте барале прием, бугарскиот амбасадор, иначе морам да ви кажам да бугарските амбасадори во односу на нашите амбасадори, тоа е како небо и земја. Они се професионално обучени, они се безбедносно обучени, имаат многу големи архиви, публикации во било која книжара во Софија. Можете да најдете по 1000 книги на македонско-бугарско прашање од различити автори, високи автори, научници, дока и нас тоа не е можно. Рече дипломатот, знаете што, нас, Бугарија, не интересира Македонија во принцип да ја прошириме територијата. Ние сме сиромашна земја, ние тежнееме кон Европска Унија и нас интересира, пошто се распаѓа Југославија, на каков начин тоа ќе се случи. Дали да се случи од како Словенија и Хрватска кои се одвоја и отидна како самостојни држави, или Македонија ќе влезе во сојуз, тоа беше актуелно се уште, со Црна Гора, односно Србија и Црна Гора, и ги интересира моделите како да они концепираат своја политика визави Македонија. Уште тогаш, 1991 година, Република Македонија била тема на обсервација на бугарската дипломатија, а не само од тогаш, тоа е било, ќе ви кажам и друг пример, уште 20 години порано. Исто со Бугарија во Софија. Да видат дали, каде одиме ние? Дали ќе бидеме самостојна држава или ќе бидеме заедно со овие две држави кои Изетбеговиќ и Глигоров зборува за некаква конфедерација и така. Уште тога беше главна тема. За денес таа тема не била приоритет многу години после тоа. Тоа зборува за сериозноста на ово прашање на кој нашата дипломатија не и посвети соодветно внимание, чак дури и кадровски, можеме и за тоа да проговориме, кој е сега амбасадор на Република Македонија во Бугарија, што тоа значи, па до грешките кои сами ги овозможиме, фактички потпишувањето за тој несретен договор за пријателство. Ајде за македонската амбасада во Бугарија, што се случува со моментов, рековте дека за тоа сакате да дадете коментар? Па, ја мислам, не само со Бугарија. За сите клучни држави, Бугарија е за нас клучна држава, соседна држава со која имаме проблеми
od kako ja se работам во југословенска дипломатија, тоа значи од 70 година сум били сведок на нивното понашање према тогашна република во рамките на Југославија. Ништо од тогаш не е променето. Кога се бира амбасадор, не се бира само по политички критериуми, човекот заслужен за партија, заслужен за победа, дај да го ставиме за амбасадор. Дори не водејќи сметка или може би водејќи сметка, али не предувидувајќи се кои се предностите на такво некое решение. Да е земја на Бугарија, Атина и Софија. Амбасадорот, бившиот министр за външните работи, прво го пратија да биде амбасадор во Атина. Во проблемот кога финишот на решавање на договорот финализиран во Преспа, на Ивици, и за тоа на Ивици има посебни теории зашто баш во Ивици, ама нема да имаме тоа толку доволно време. Значи, он 4 години проведе во Атина, амбасадорот. После одма од Атина не се врати, што е уобичаено. Секој амбасадор од било која држава се враќа прво дома во своето министерство, седи година, две, оди на друга дипломатска мисија. Да, али во регионот обично. Значи, го знае регионот, земите го американскиот амбасадор Кристофер Хил, со кого сум имал многу добри односи во Варшава. Бевме на исти позиции, нормално исти позиции како функции, а не на позиции политички, амерички амбасадори, македонски амбасадори треба да бидеме реали, а не да се занесуваме дека нашите амбасадори се рекламираат као творци да приему НАТО, као творци сега дека ни конечно со нивно амбасадорување Македонија ќе ги почне преговорите, па некој вика дека ги почнало по еднаш или 5 пати. Значи тој човек оди во Софија во најгоречкиот момент, значи пред пресудната 2020 година, кога почна тоа бугарско вето и 22 кога комбинира со тие преговарачки рамки. Значи еден амбасадор со такво искуство во Атина и Софија би требало да знае дека цело време Софија и Атина соработувале, али не само они, и со некои политички опции, партиски опции, кои заедничко работа на растурање на македонското национално ткиво. Тоа се покажа посебно во времето на сегашниот министр за външните работи Бујар Османи, а не е започнато со него, започнато е уште многу порано со првата посета на Арвен Джафери на Бугарија, во кој отворено рече дека Македонија ја фалсификува историјата на Балканот. Тој си мислеше сигурно и према албанското, према Албанија, што го докажа и со негирањето на како се викаше тоа, енциклопедијата на македонски јазик, кога албанците се побунија дека тоа што таму пишува не е тоа точно, и после со некои чекори кои ги правеше Османи визави албанската кауза. Да спомнам по кој знае кој пат неговото залагање со прием на признавање на Косово, неговото залагање за работите на станите на Косово од признавањето на Косово, па и се натака. Амбасадоре, ајде ваша проценка, уште колку долго би чекала Македонија да влезе во Европската унија и мораме ли ние да го направиме она што го бара Софија од нас, за да стигнеме до Брисел? Добро рековте, чекавте. Ние чекаме. Терминот чекање е неправилен термин. Оно што е важно, до кога ние ќе сватиме една основна работа, дека ние не ги исполнуваме условите за прием во Европска унија. Пред све копенхашките критериуми, кои се најважни. Сето во друго, кои ние го нарекуваме со термини сега као нови, а многу познати, почнувајќи од францускиот претседател Макрон,
od pred 2 godine su novата metodologija za tije klasteri, pa sad bledi od bled, koji ima Macron pre toga i Michel ima svoje mišljenje koje faktički opšte ne se razlikuje. Poentata je ista. Nema proširuvanje na Evropska unija do predreformiranja na samata Evropska unija, gdje ne može da apsolvira 32 države u Evropska unija. To je poznato mnogo odavno. I nije to ako znajeme. Međutim, nije prenebregujeme i ako nekoj malko ne pohvali imate napredok, mislim da kad smo vi gotovi da počneme pregovori. Kako završi to? No, to ne je tako. Da, to ne, čekanje, nema čekanje. I ovo svega što nableć, to se desi, što reče Michel, da bide, Evropska unija da bide podgotvena, da primi. To ne znači da kak je primi do toga. To znači da se podgotvi reformite u Evropske unije na način da se ovozmoži nešto što Svetlo Crkvenski otpred 10 dana, 15 dana, 20 dana, što znam, na sustavno koji su, tako da rečeni, Srpski sovjet plasira jedan termin međučekora. Znači, što da pravi Makedoniju i što da pravi Evropska unija za Makedoniju, kako međučekor do teka staneme členka Evropske unije. Ne, to je praženo mnogo jednostavno. Se znaje što da pravi. Se znaje. Ako ti svakoj den imaš aferi, počnu rosudstvo, počnu kriminal, zašto nije zborovame za ispunjavanje uslova i za nekako davanje datum do 2030. godine? To je sve nerealno. Ne zar je to što može Evropska unija da se raspadne, to se prašanje na koje možemo da razgovaramo, ima elementi za to, međutim, to ne je bitno, to nas ne interesira. Ne sme aktivi u toj proces, nije sme nabljudovači, da li smo i nabljudovači da pratimo što se slučuje, to je drugo prašanje. Sve zavisi od nas kako ga ispunujemo. Ne može, i posljednja ta afera i svega su, hajde da kažemo, sekundemije te afere su to Iliščenko, Ukrajinac, na kogo trebaše da mu izdate pasoš, a može biti diplomatski pasoš, to ne se otkrije. Privecac Grunajdo nesudeni od ambasador u Franciji, što ne otide zaradi ta afera, do izdavanja na pasoše kriminalci, do nepočitovanja nečovekovite prava, do dodatnovanja na tema pravosudstva, glavna tema bo našeg pregovarački proces. Sve to nego ispunjavamo, to se nabljuduva, to se правят извештаи. Кога сме кај наблюдувањата, амбасадоре, корупцијата е длабоко навлезена во сите пори од македонското општество, особено последниве години, многу коруптивни скандали ја тресат македонската влада и македонските институции. Огромно е разочарувањето по донесувањето на измените на кривичниот законник со кои се намалуваат казните за функционери на кои буквално, односно на кои фигуративно им лепеле рацете. Кога во оваа држава одговорноста ќе има име и презиме и колку овие измери што се направија со европскиот со измените на кривичниот законник, колку се европски со оглед на тоа што Министерството за правда се правда дека овие измени се направени во насока на европеизација на законот. Па, затоа и ставија под европско знаменце. За да оди побрза постапка. Но разочарувањето кај јавноста е големо и колку ваквите чекори, колку ваквите законски измени се ова што се случува не оддалечува од Брисел. Опасноста да се изгубат избори, наредни избори, дали ќе бидат вонредни или редовни избори, опасноста прети, она е евидентна, не само по јавни анкети, она е евидентна и по реакција на народот, обичниот народ, пред се против социјални причини. Ситуацијата е јасна. Они знаат дека ќе изгубят овие избори и фрлаат спасоносни појасеви да се спасат тоа што се може да се спаси. Измените на кривичниот закон ово време, у невреме, не е ништо ново. И претходната влада своевремено правеше такви закони со кои овозможуваше на евентуалните кршители
на искористување на политичките позиции за лично богатање, за богатање на нивната партија, тоа не е нешто непознато. Овде се доваѓа на власт со единствена цела не да се бранат државните интереси, туку сопствените интереси и интереси на партиите. Тоа Европа не може да толерира. И овој случај што фарбање на спортската сала опсе во вие на централната нормално не може да каже многу пари, не е многу пари, зашто друга зграда, али знае дека е коруптивна, дека има коруптивни елементи. Тоа е доволно да се евидентира дека таква една држава, тоа што го добила да преседава со опсе, тоа е чиста случајност. Тоа не е никаква заслуга на нашата дипломатија. Тоа се докажува и сега со акциите. Они не сваќаат улогата на опсе. Он повеќе користи министерот Османи улогата на опсе за билатерални лобирања на ситуација решавање на проблема помеѓу Приштина и Белград, за афирмација, да кажеме, на дали е тоа доволно, дали тоа ќе биде доволно провокативно, меѓутоа повеќе води сметка за интересот на Албанија и Косово, отколку политичкиот интерес на Република Македонија. 32 години и не е тоа толку млада демократија, треба да сме доволно зрели, веќе да знаеме што сакаме и како да се насочиме, а не да правиме постојано грешки. До кога партиските и сопствените интереси ќе бидат над националните интереси? Ќе се свестиме ли конечно? Нема да се свестиме. Например, земите го председателот на Собрание или парламентот. Он е 7 години председател на Собрание и парламентот. За сите си 7 години не сум чул ни една позитивна критика, не позитивна оценка на неговото работење. Само злоупотреби, последното и сега што го прави со седницата која не е закажува за промена на Уставот. Уставот, да. Свестен дека не може тоа да го направи, он користи право да ги одложува, чекајќи некој поволен момент да се случи, да овие така звани булдожери, они не се опште булдожери, они се обични чиновници кои исполнуваат тоа што ќе ми се каже во Брисел или во Вашингтон. Значи, со самото негово придонесување и раководење со парламентот, фактички го уништува и македонското национално тиво. Тука се решаваат прашањата, кој обичен човек добија печаток, дека тоа фактички има една национална обележје, а не парламентот да се третира како највисок законодавен дом, во кој се донесуваат закони кои се во полза на државата. Тоа исто важи и за министерот Османи. Он е, откако почна политичка кариера, 9 години нон-стоп министр беше министр за вице-премиер за интеграција, па министр за здравство и сега 3 години е министр за външни работи. Во најклучниот момент во односите со Грција и посебно со Бугарија. Значи, од 20 година, 1920 година, сега сме 3 години, укупно 9 години он непрестанно министр за външни работи, експерт и за Европска унија, експерт и за медицина и за здравство, што по вокација сигурно е. Доктор е, меѓутоа не може да биде експерт и за дипломатија. Не е само стагнацијата во Европската унија, Македонија стагнира и на економски план. Странските инвестиции се реткост, живеачката во Македонија е се понеподнослива, инфлацијата буквално го дотолчи народот, ако можам да кажам. Граѓаните имаат проблем да врзат крај со крај, едва и го преживуваат месецот.
Во овие 32 години изминати независност, постојано се соочуваме со предизвикот на тешка живеачка, на иселување на младите, па и повозрасни заминуваат од нашата држава. До кога ќе го бркаме сопствениот народ? Јас мислам дека народот веќе изгуби безнадежност и е безнадеж дека нешто може да се поправи. Дефинитивно така размислуваат младите луѓе, постарите луѓе немаше размислуваат, бидејќи они едноставно не може да екзистира. И пензионерите посредно го кренаа својот глас низ цела држава, се одржуваат протести, бараат поголеми пензии, не можат да си купат лекови, не можат да платат сметки со 13.000 денари пензија. Ама до тука ли дојдоме на онкологија да се краде? Луѓе кои умираат. Ајде кради на тендери, ајде кради на патишта, ајде кради на згради. Океј, краде. Али на онкологија, лековите да им ги крадеш и да ги продаваш. И исто време се смалува казната за така корупција. Што кажува? Тоа кажува дека безнадежна држава. Народот се сели од тука кој што може да се сели. Бидејќи ни еден нормален човек не може да... Баш кај што не може да се прекрени, не може да гледа веќе со очи таква корупција без последици. Нема последици. Казните се никакви. Фактички нема казни. Казните се летување. И добро, кој е чарето во една ваква ситуација? Па, чарето нормално е дека чарето да се проба со промена на власта. Има скептици кои викат и овие нема да бидат бољи, ќе бидат исти како овие што се да сега. Таа теза на мене не држи, треба да се проба како тоа ќе гледа, да се има концепт. Некои критикуваат, па Мицковски немал концепт што ќе прави ако дојде на власт. Ја мислам дека има концепт и мора да има концепт, бидејќи ако нема концепт, брзо народот ќе го увиди тоа и ќе се деси тоа што се случува сега со Социјалдемократскиот сојуз. Он веќе нема шанса да ризикува. Тоа што му замераат за тоа што е и претходната власт и неговиот претходен шеф е бегалец, па прашање кој му може да избега од оваа држава. И кои се причините што он не е тука, не е он тој кој треба да суди, да одлучува, да се врати, да се киднапира, да се врати поново у политиката, бидејќи знае за него би бил пораз. СДСМ беше на власт, Министерството за внатрешни работи беше во рацете и он има шанса со тоа да го регулира. Како не може да го најдат во Будимпешта? Секој нормална држава, секој служба за безбедност тоа го прави како нацртан филм. Не е нешто страшно. Изводливо е, уствари. Како што споменавте вие, имаме уништен здравствен систем, но уништен ни е и образовниот систем. Веќе трета година поред Македонија се соочува со немање учебници за секое дете. Правиме постојано експериментални програми, бришеме предмети, воведуваме нови, спојуваме предмети. А кој го прави тоа? Тоа го прави исто власта кој овозможи таков договор со бугарите. Они уште го уништија и нашиот образовен систем од политички аспект. Они таму пласираат тоа што не им одговара. А се им одговара. Секоја точка во договорот им одговара. И добро речено неговиот премиер, или сега премиер, не е премиер, не ни треба дополнување со нови ветер. Ние се го имаме тоа во преговорачката рамка. Повелете, Господо, спроведувајте го тоа. Не одговараат на прашање зашто бугарите им треба да бидат во уставот. Европа молчи на тоа прашање. Зашто на Европа и треба тоа молчењето? Односно не молчење, него одобрување, прихваќање на 27-ми. Нека кажат што е причината за таква нивна агресивност и доводење овде такви експерти, булдозери да не убедуваат дека треба да го промениме уставот. Не одговарат на тоа прашање.
Амбасадоре, тука правиме една кратка пауза за реклами, па се враќаме повторно во студиото. Продолжуваме со разговорот на тема 32 години независност. Почитувани и останете тука, за кратко сме назад. Повторно назад во студиото, мој соговорник е дипломатот Ѓорѓи Мисајловски, поранешен амбасадор на Македонија. Амбасадоре, зборувавме за 32 години независност, за тоа каде е Македонија денес, што направивме во изминатите години, каде не води актуелната дипломатија, но и тешката живеачка и уништениот здравствен и образовен систем, за корупцијата која е навлезена во сите пори од македонското општество. Има ли надеж дека може подобро и ќе си ги задржиме ли оние млади кои учат, работат тука, или ќе продолжиме да ги туркаме надвор од државата? Со ова влада надеж нема. Дефинитивно, бидејќи они не ги сваќаат пораките кои ги праќаат. Оде овој случај се зборуваме за Европска унија од председател Франција Макрон, значи председателот на Европскиот совет Мишел и председателката на Европска комисија фон дер Лајен. Тие се пораки идентични, исти се, и се сведнува различни терминот, различити брзини кои нашиот Ковачевски сваќа погрешно, нашиот министер Османи сваќа погрешна порака. Позитивна порака, дека охрабрување. Блед остана блед неформална конференција 17-та во однос на проширување на идното проширување на Западен Балкан. 2030 година е апсурд да се реализира. А што се однесува на иднината на Македонија, кажа Вуштенцек, повторно, ние не сме актери како мала држава на такви размислувања. Ние сме толку ситни играчи, ако кажем така, да ние немаме никакво влијание. Нашето влијание е да го подобриме нашиот меѓународни углед, кој се токму лоцира во најглавните забелешки на комисијата, на Европската комисија. Тоа е пред се владење на право, корупција, образовен систем и сите останати институции кои не си вршат својата работа. Без тоа нема никаква перспектива. За почнување на преговори, а камоли и за заборават дека од Европска унија одлучила уште во 2007 година, после проширување со Бугарија и со Романија, нема више правило да ако не исполниш ни еден услов, а тоа Макрон го повтори 20 година, ако не ги исполнуваш сите услови, нема меѓу услови. Лезот во Европска унија не е Тур де Франс, специфичка трка, па после секоја етапа се додајува жолта мајца, се победникот на таа етапа и се добие толку и толку пари. Не, успехот е коначен. Да дојдеш до успехот, треба да има различити брзини, ама тие различити брзини се однесуваат не само на државните кандидати и тие кои добија оваа година кандидатски статус Молдавија, Украина во тешки услови на војна, во ненормални услови, меѓутоа тоа се услови кои треба да ги направи Европска унија и затоа рече Мишел, дека до 2030 година Европа треба да биде подготвена, не да не прими нас, да биде подготвена да почне процесот на преговори со тие кои во таа брзина достигнале стандардите да може да се почне. Бидејќи ние го толкуваме многу погрешно. Сега бараме меѓу чекор, или има еден термин кој го користи Османи, кој му дал, го крстил со еден
прв пат слушам таков термин, интеграција пред членство. Значи, он бара да Европска унија не форсира процесот на интеграција, да не форсира содавање на жулти маички, добро сте се нека, тоа поглаве, ето ви е добро, сега ви добро напредувате и ви награда фондот толку за толку од специјалните фондове, ви одобруваме. Значи, интеграција пред членство, тоа повеќе нема. Тоа Макрон не го дава, прво со првата методологија, а сега го дава, бидејќи се да ситуацијата е покомплицирана и поради војната во Украина. Погрешно ги толкуваме. Уставните измени се влезени во собрание. Споминавте и вие седницата, председателот Тала Џафери, гласањето за уставни измени не го закажува затоа што е очигледно дека нема 80 пратеници, од друга страна има притисок врз опозицијата, меѓународен притисок да се гласа за уставните измени. Тука и ова што вие го зборувате дека не е толку едноставно и глатко за членувањето и не е работата само како што би рекол Османи, еве уште бугарите да ги внесеме во уставот и готово е завршено, се Македонија станува членка на Европската унија. Тоа не е баш така како што не убедува министерот Османи. Бугарите си завршија својата работа со наша помош. Односно, ние име завршиме работата. Договорот што го подпишаме, најмалку 5 членови има, кои директно се на наша штета. За штета на нашиот идентитет, за нашата историја, за се. Директно. И што е најважно, ништо не им можеме. Они има документ кој сме подписале, кој се вика преговарачка рамка. Они имат протокол втор кој го подписал господинот Османи. И они со тоа се држат и ништо, веќе никаква помош не им треба. Затоа никој не доаѓа у Бугарија. Што очекувате да се случува со седницата за уставни измени, односно со гласањето? Во овој момент нема 80 пратеници и вие велите надеж е само да се промени власта. Кога очекувате да има избори? Па ја мислим, таа власта веќе сама треба да свати дека ово што го прават, тоа е веќе скандалозно, сега водат некакви кампањи против собствен народ. Народот вика не го сакаме тоа, а они држат, говори со народни пари за такви работи, ги трошат парите немилост, сега ќе направат адаптација на Тајковски салата, а поевтино беше со истите тие пари да ја довршат универзалната сала, ќе добиле конгресен центар и за други работи. Некој што го прават ова, тамо ќе направат 100, ајде да кажем сега вулгарно 100 ВЦ-а, кои вижте треба да ги рушат после тоа и некои други работи и ќе потрошат исто пари и после тоа пак ќе биде кошаркашка сала или спортска сала. А ние немаме конгресни центар. Со тие пари исти можеме да... Вика ќе треба да донесат министри, треба да ги возиме баш. Што е проблем да рентакар да најдеш? Коли имаш еден VIP за највисокиот ранг, другите коле може да бидат рентакар. Што е тука проблем да се... И што е тоа толку важно да покажуваме на јавноста дека Македонија озбилна дипломатија. Уште колку ќе купува власта време? Па не може да више ограничено е времето да го купува. Они више нема што. Они ќе чекат редовниот термин за избори. Да заврши ова скринингот. И после тоа више они мора да се одлучи во парламентот. Чекат последен момент се разбира и чекат сега да завршат годишните одмори, а сега завршија, почна септември, да дојде уште некој тука. Ама пак нема тоа да биде ниту Орбан, нити луѓе кои имаат поинако мислење за големите и мали држави во Европска унија, големите и малите држави во ОПСЕ, што нашите дипломатите опште не го сваќаат. Што значи ОПСЕ, што значи Европска унија, што значи Совет за безбедност и за Совет за безбедност, Генерално собрание. Мултилатералната не е така многу ниско. Бугарите... Мицкоски има доверба во своите пратеници. Има ли шанси? Кој?
Мицкоски, лидерот на ВМРО ДПМН има доверба во своите пратеници и убеден дека ниту еден од нив нема да гласа за промена на Оно што позитивно го ценам од тие кои Има ли шанси да се промени Не, тоа нема шанси да се промени. Тоа е готово, тоа е фиксно. Него оно што охрабрува, што мене ме охрабрува во тимот на Мицкоски кој се бави со надворешна политика, има и двајца бивши министри за надворешни работи кои не се баш толку форсирани, али има уште помлади од нив кои покажуваат многу голем талент и знаење, иако се млади, за дипломатијата. Тоа и такви луѓе треба да ја водат народната дипломатија со визија. На кој конкретно мислите? Па не би сакал сега да преюдицирам, пото не сум член на таа партија, немам контакт на нивните средби, се разбират тоа малку луѓе знаат, али има најмалку 4 озбилни кандидати кои многу добро би ја воделе со комбинација и со повозрастни, поискусни дипломати, али сигурно подобро од Османи, кои на неколку места покажа. Дали може би тие личности на кои вие мислите би издействувале нова преговарачка рамка и еден поинаков Мислим решењето преговарачка рамка не може да се смени тоа, експертите го велат. Меѓутоа може да се смени друго. Но опозицијата вели, опозицијата тврди дека со добра дипломатија може да се издействува. Али пред се, како се почнува? Со раскинување на договор за пријателство. Ја каже, Господу, со нота, го раскинуваме тој договор, поради тоа. Спремни сме да веднаш почнеме разговори за ново. И тука ќе се бара, тоа се вика global approach, ќе бараат акции во двата правца, на мултилатерални правец и на билатерални. На мултилатерални ангажирање во Обединетите нации, во што не верувам, бидејќи нашиот сегашен амбасадор во Обединетите нации, у мисијата Обединетите нации, не верувам дека тој човек ќе покаже капацитет во рамките на Обединетите нации многу да се ангажира, али билатерално е многу важно со сега доаѓаме тоа прашање кој е амбасадор сега во Софија. Билатерално ангажирање секој дневно. Амбасадорот, шефот на мисија во Њујорк има приоритет, затоа што секој ден може да се сретнува со некој амбасадор. Секој ден. Они се заедно на седници, ако идат на седници, они се заедно на ланч, он немој проблем да се види и да разговара. Ако е мултилатерална, да разговара на билатерална средба, ословување на некаква диаспора, за некакви конгресмени или декларација на Бундестаг, тоа не знаеш, нема правно дејство, нема обврзувачко дејство. Подржува тоа и тука се завршува нивната улога. Во изминативе повеќе од 3 децении независност евидентна беше поделеността на македонското општество, настани имаше и поводи доволно, но се чини и за голем дел од прашањата имаше и обединетост, односно зашто се обединуваа македонските граѓани во изминативе повеќе од 3 децении, во 32 години. Што ги обединуваше? Се обединуваат да се борат за екзистенцијата, за живот на екзистенцијата, да преживеат. Народот веќе од тука дојден на главна тема има како да се преживи. Второ, како народот да остане тука во оваа држава, која е за младите веќе безнадежна држава. Тоа има главна преокупација. Безнадежието е главна преокупација на народот. Народот веќе нема вера во ништо. Народот веќе се прашува дали е можно да се смени оваа власта, па втората има страв, па втората да ги прави истите грешки. Тоа мора да се прекине. На начин, демократски начин се разбира, со редовни избори, меѓутоа и со исполнување на дадените задачи кои секоја влада до душа дава, али не исполнува. Сега јас би додала дека во изминативе 3 децении спортските настани, спортските успеси ги обединуваа македонските граѓани, без разлика на
вера, нација, сите бевме обединети, стискавме палци заеднички за Тоа не нашите зависи од нас што стискаме спортски прасти. херои. Да, Тоа не зависи. покажавме дека можеме да бидеме Да. обединети и спортистите тоа најдобро умеа да го направат и да го направат горд својот народ. Но што успеа да ги обедини политичарите во овие 32 години? Околу спортот што го спомнавте, очигледно се навијач за спортот, углавно. Не сме виновни ние кои одиме на трибини и аплодираме, браво, носиме знамиња разни. Државата е важна колку инвестира во спортот. Ако нема инвестиции во спортот, нема ни спорт. Ние више ракомет немаме. А бевме, Вардар беше 2 пати европски prvak. Значи, државата мора да финансира. А не, како се века Министерство за младина, не знам зашто општо и постои, како што не знам зашто и постои и Министерството на груби. Што му е работа? Може ли он да каже што му е работа? Имаме Охридски договор, имаме политички систем, имаме фаворизирање на Охридскиот договор у корист на албанците, тоа се го е јасно. И секој ден се докажува дека е тоа така. Што ги обединуваше, амбасадоре, политичарите во изминативе години? Околу што, ако граѓаните се обединуваа околу оние теми кои што вие ги споменавте, сиромаштијата, безнадежноста? Имаше еден стар виц, поговорка о Србија пред се. Бабата го прашала внукот, што студираш? Па века, бабо, јас студирам архитектура. Добро, сине, студирате и тоа, али после кога ќе завршиш, иди учи за учител. Учител да бидеш. Учител во тоа време била категорија на активност која се многу ценила. Впрочем, тоа опште не е наивно. Од добар учител станува добар инженер или било што, од лош стана лош и тоа лоше знање го пренесува на студентите кои ќе бидат лоши студенти. Тоа е поврзано, ланчано. Околу обединувањето на политичарите, кои теми ги Они се обединети во една работа, они се обединети да 4-годишниот мандат или во парламентот, или во владата го искористат пред се во корист лична, во корист на партијата и во корист инвестиција и собирање пари, наредни изборите, пак да ги добијат и пак да го продолжат мандатот. Тоа така може. Ќе прокоцкаме ли уште една година или ќе се променат да работите и ќе почнеме да работиме поинаку? Ова година е завршена. Зборувам за оваа 33-тата што ќе живееме од денес па натаму. Па, ништо нема. Ќе ја прокоцкаме или ќе се променат работите и ќе почнеме да работиме поинаку? Ништо спектакуларно нема да се деси. Ќе биде прокоцкана и оваа, ќе чекаме секоја пола година да се смени председавањето со Европска комисија. Ја мислим, секоја држава ни е пријател, оваа држава сега ќе почне, а ќе почнеме тогаш кога ќе ги исполниме условите. А не се добијат условите со корупција и со ова што ни се случува во суседството, во инфлацијата, во опаѓање на социјалната моќ на народот, куповната моќ, во уништениот рейтинг на Министерството за външни работи со секојдневни афери. Мама буквално секојдневни афери постојат во расипаните односи дефинитивно со Русија, непотребно иритирајќи Русија, непотребно Русија да биде конечно против нас, бидејќи само судува и чак и луѓето кои мислат поинако од власта, тоа се некакви ботови руски кои овде работат да рушат Македонија. Ја не знам да ги прашам, а што прават американските, британските и француските разузнавачи во амбасадите? Веројатно одат на средно пазарче да проверуваат колку е цена на кромин, патличен и да известуваат у Брисел дека инфлацијата е 50%. Амбасадоре, тука е крајот на вечерашната емисија. Ви благодарам што одвоивте време и што гостувавте во вечерашното издание посветено на 32 години. Да, јас сепак треба да кажам оно што кажам на почетокот за празникот, да им го честитам на граѓаните и треба да веруваат државата, треба да ги јакне
треба да јакне својата сувереност и твојата независност, така ќе биде подценет партнер на меѓународна сцена. А ако овака продолжи да коленичи на било кој, да ги исполнува сите услови, ќе паѓа све пониско и пониско. Благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и довербата. Имајте пријатна вечер.